Последниве години зачестија трансплантациите од кадавери. Зачестија кадаверичните трансплантации, што е добро од страна, гледајќи од страна на пациентите. Од бел мантил се облекуваат во политички костум. Значи дека докторите треба да бидат надвор од општествените текови. Се наоѓаме на Пониква, местото кое што има единствено туристички капацитет во источниот регион. Одовде може да се види Царев врв. Таму треба наводно да никне најголемиот туристички капацитет на Балканот или барем еден од најголемите. Моите вечерашни соговорници не се ни први ни последни кои заминале во Соединетите Американски држави и кои се придружиле на големата македонска колонија на иселеници. There's a lot of talented people, and that's one of the beauties of the country, is there's a lot of diversity and a lot of talent, a lot of students that come from overseas, places like Europe, Asia, Africa. It's really, you get to meet all of these different brilliant people. На 23 јули во Света Софија имам солистички рецитал. Бубрежната трансплантација е најдобар третман за лечење на хронично болните од бубрежна инсуфициенција. Економските параметри говорат дека најдобро е да се преферира трансплантација на бубрези наспроти диализните процедури. Во Република Македонија првата трансплантација е извршена во далечната 1977 година од доктор Влашки. Од тогаш до денес се извршени над 400 трансплантации, од кои 50 од кадавер. Последниве години зачестија трансплантациите од кадавери. Во ово издание на тренинг мој соговорник е доктор Сашо Докчев, директор на урологија и еден од главните од тимот кој што ги врши трансплантациите на бубрек. Добре дојдовте во емисијата. Благодарам. Добро ја најдов. Докторе, дали кај граѓаните се разбуди свеста за донорство во ситуација еден починат, а неколку животи спасени? Па да, во последниве години, како што кажавте во најавата, зачестија кадаверичните трансплантации, што е добро од страна, гледајќи од страна на пациентите, не од страна на, за жал, загубениот живот на пациентот кој дарува органи. Но тоа е животот, што да се прави, и добро е да тие органи од веќе починатиот пациент се искористат во новите организми кај што ќе се пресадат органите, дали ќе биде срце, дали бубрези, се надевам дека наскоро ќе почне црндроб да се трансплантира, така да тие органи да можат да им послужат на нашите пациенти кои се на хроничен програм на диализа. До сега, од тој период од 77 година, како што кажавте, се направени точно 446 трансплантации, од кои се поголем дел од living донор, односно од жив дарител, а 57 се од кадавер. Грото од кадаверични трансплантации се направени во овие последни неколку години. Еве сега последнава година, само за период од неколку месеци, направивме 8 кадаверични трансплантации, што е рекорд до сега во целата историја на бубрежната трансплантација. Најверојатно тоа се должи на зголемената свест кај граѓаните да даруваат органи. Многу е тешка одлуката да се потпише при смртта на загубениот живот близок во фамилијата да се земат и да се даруваат органите. Меѓутоа, еве, фамилиите на овој веќе скоро без проблем ги даруваат органите, што посебно ме радува, свесни дека тие органи еве на некој начин ќе продолжат да живеат во некој друг организам. При последните трансплантации успешни ви се случи, за жал, еден мал инцидент. Кај еден од пациентите беше отфрлен бубрегот. Па да, тоа не беше од кадаверична, беше од living донор трансплантација. Точно, бевме со една тешка компликација. При успешна трансплантација, веќе и на самата операциона маса, веќе бубрегот почна да мокри и само што ја затворавме оперативната рана и само што излеговме надвор операциона сала, анестезиологот наеднаш вика дека пациентот не е добар и дека има зголемено крварење и навистина веднаш моравме да интервенираме, кога најдовме еден расцеп неочекуван на бубрежната вена и на никој начин покушаваме, се обидувавме неколку сати тоа да го
санираме, меѓутоа за жал не успеавме до крај да го санираме и не сакавме да превземе ризик по живот на пациентот и затоа веќе функционирачкиот бубрек морав да го отстранам, да го извадам. Пациентот е добар, веќе ќе му дадеме шанса за кадаверична трансплантација, нели? Важно, му го сочувавме животот. Доктор Докчев, кои се поуспешни, подолговечни трансплантациите од жив донор или од кадавер? Да. Од жив дарител се подолговечни. Се подолговечни и се смета дека не се смета, него се знае веќе тие некојаш и над 20 на години може да успеат да има функција бубрегот, така да се преферира, порано се преферираше living donor трансплантација, меѓутоа се види дека тоа многу одговорна работа, бидејќи земањето на орган од жив дарител е многу одговорна. Не сме на пациентот кога дарува органот да му се случи никаква компликација, затоа што тој не е пациент, тој е здрав човек кој дарува бубрек на својот најблизок во фамилијата или крвно поврзан или фамилиарно поврзан. Така да кадаверичната трансплантација од тој аспект не дека е помалку успешна, за некој процент е помалку успешна, меѓутоа мора да се форсира таа, бидејќи веќе се земаат органи од починат човек да може да функционираат во друг организам. Кои се најчестите донори на бубрези? Од најблиското обкружување или роднинските? Да, најчесто мора, не најчесто, тоа е закон, мора да се почитува законот и не сме никако поинаку да се третира земањето на органи од жив дарител, мора да бидат крвно поврзани, значи директни наследници. Еве, конкретно кај мене доаѓаат и луѓе сакаат да или да даруваат орган на некого. Не може на некого, мора да се знае на кого се дарува органот. Например, или ќе дојдат пациенти кои треба да се трансплантираат, ајде доктор, еве јас сум спремен, најдете ми орган. Како е да најдеме орган? Мора да виде, значи, од фамилијата. Колкав е, според последните ваши податоци, колкав е во Македонија морталитетот од трансплантациите? Па, ги немам сега статистичките податоци точни за секоја година, меѓутоа ќе ви кажам најуспешните. 2012 година имаме 100% преживување од 23 трансплантации. 2013 година од 35 трансплантации на годишно ниво имаме 95% преживување. Тоа е веќе европски и светски просек. Се движиме некаде, споредувајќи ги останатите центри во Европа, се движат процентите од 89-90% до 100%. Зависи кој центар, успешност. Дали ова сигнал дека може наскоро да очекуваме приклучување кон Евротрансплант? Да, тоа е наша желба, не само желба, и заложба. И на нас како експерти, и на Македонија како држава. Мора да станеме членка на Евротрансплант, затоа што таму функционира системот на размена на ткива и на органи. И на тој начин се добиваат многу повеќе шанса за добивање на органи, исто како што ние треба да дадеме, например, во некоја друга земја, кај што одговараат таа на така наречена HLA типизација. Постојат критериуми како се станува членка, се уште не сме ги исполниле критериумите, точно не ги знам, меѓутоа мислам дека е некаде 10 до 15 кадавери треба да имаме годишно, и тоа неколку години узастопце, за да можеме да видат, например, членките на Евротрансплант, дека ние сме сериозни, дека сме обезбедиле органи на годишно ниво. И на тој начин се станува членка на Евротрансплант, кај кадаверични трансплантации. За living donor трансплантацијата е помалку во организација на државата, затоа што тоа е наша, да кажеме, подготовка со колегите од нефрологија, кај што ги припремаат пациентите и ние што ги оперираме, се договараме одреден ден и правиме living donor трансплантација, што е наша обврска и договор меѓу двете клиники. Доктор Докчев, во еден период Балканот го тресеше голем скандал околу трговијата со органи, тогаш мислам дека дури и Македонија се спомнуваше. Дали некој се обидува понекогаш и да материализира на некој начин околу со трговијата со органи? Да, кај нас е законот јасен. Ние стоиме за тоа и тука воопшто нема никаква можност за пречекорување на законот или некој да се обиде да материализира, како што кажавте, односно да се направи некои услови за трговија со органи. Кај нас одговорно тврдам дека ни сега, ни во иднина, јас сум член на тимот од 1990 година,
така да можам со сигурност да тврдам дека немало никакви обиди, нити па е направена некаква злоупотреба со дарувањето и трансплантацијата на органите во Македонија. А во другите имаше, нели, во Косово, имаше во блиска, не знам, пред некоја година, кога беше 10 години, таму се зборуваше дека некаде се прават такви трансплантации кои, не знам, имаше порано наши пациенти одеа, може би се сеќавате на тој период 90-тите години, 95-та, 4-та, тука некаде одеа во Индија и во Пакистан. Да. Меѓутоа тоа не беше под наша контрола. Тоа сами пациентите си превземаат такви ризици и за жал имаше многу со компликации што се враќаат од таму. Колку бубрегот кој е изваден и кој треба да биде пресаден кај друга личност е оперативен се до неговото се смета дека неговата трансплантација. Се смета дека од земањето на органите до трансплантацијата не сме да помине поголем период од 24 часа за бубрезите. Кај срцето е малце пократок, многу пократок период, не сме да помине. А што доколку тие 24 часа не бидат искористени? Тогаш е проблем. Тогаш е проблем и веќе се доведува во прашање успешноста на интервенцијата. Значи во рок од 24 часа. Дали тоа значи дека во тој меѓупериод во ризик се стават и двата пациента, и од оној кој донира и тој кој очекува орган? Не, од living donor трансплантацијата имаме многу краток временски период, тоа го викаме овај период на ладна исхемија. Значи го ставаме, го перфундираме целиот бубрек да се прочисти од крвта и да го ставаме во лед. Али многу краток временски период поминува од земањето на органот до трансплантацијата, бидејќи паралелно работиме во две операциони сали. Така да не поминува ни 20 на минути како што е бубрегот изваден или до пола сат, изваден па трансплантиран. Зборам за living donor трансплантацијата, што е најдобро. Кај кадаврична трансплантација мора да помине период од најмалку 6, 7, 8 сата некојаш за да почнеме ние со одземањето на органите и тие повторно се перфундираат, се ставаат во контейнери со лед и дур се спремат пациентите, бидејќи пациентите се викаат од дома. Дур се спремат пациентите кои чекаат за реципиенти да добијат бубрек, мора да се припремат и периодот се припремаат на клиниката за нефрологија и негде им треба нив од 7-8 сата сигурно период да ги припремат пациентите, вклучувајќи и диализа да се направи комплетна и така да бидат спремни за трансплантација, за операција. Почитувани гледачи, следите интервју со доктор Сашо Докчев, директор на урологија. Долго време сте во медицинските води, одлично пливате, но долго време во Македонија се најавува изградба и потреба, неопходност од нов клинички центар. Еден од вашите колеги кој сега веќе работи, подолг период работи во една од приватните клиники, а кој беше и директор на клиничкиот центар, во интервју за тренинг, професор Андре Арсовски оцени дека на потребен е нов клинички центар кој ќе биде компактибилен, дека овој во моментов не ги исполнува условите. Каков клинички центар на Македонија е потребен? Клинички центар несомнено дека е потребен нов. Оваа идеја не е од сега, оваа идеја од како јас. Долго време тлее. Пред 90-тите години од бивша Југославија. Јас бев тогаш млад доктор, само што вработен на клиниката, уште тогаш се збореше дека се одобрила локација, зборам за поранешна Југославија, на негде на Зајчев рид. Така да идејата е од тогаш. И за жал после распадот на Југославија тоа пропадна и еве сега повторно се актуализира, што ме радува и мислам дека е тоа неопходно и час поскоро треба да се направи нов клинички центар. Не дека овој не ги исполнува условите, него е веќе застарен и мора да се реновира. А реновирањето трае чини повеќе? Чини многу повеќе него да се направи нов клинички центар. Така да идејата за нов клинички центар не да е добра, него е одлична и препорачувам на министерот што побрзо да го направи. Доктор Докчев, дали македонското здравство подолг период е жртва на политичките калкулации, договарања, преговарања, интереси? Па да, нема, политиката е навлезена секаде. Секаде е навлезена, за жал и во здравството одамна е навлезена и не знам, ќе направам паралела со Загреб, конкретно со Ребро, болницата кај што одиме и со кои имаме контакти. Таму
мојот пандан, да кажем, директор Каштелан, он е директор без разлика која партија е на власт. Значи, до таму е доведена нивната свест. Не значи дека една партија, ако дојде на власт, па ја смени другата партија и сега треба да се менуваат сите директори на клиниките. Што најчесто во Македонија е така. Најчесто Со е секоја промена на гарнитурата, За жал е така и мислам дека тоа еден ден мора да се промени. Може да се смени еден директор на клинички центар, сега нема ни клинички центар. Практично не постои клинички центар. Имаше порано директор на клинички центар кој ги обединуваше сите клиники. Сега сме посебни директори на сите клиники. И мора да се обедини тоа и со изградбата на нов клинички центар и да се направи и формацијски клинички центар, не само со објектот. Доктор Докчев, во еден период спливавте во политичките води. Да. Зошто многу често од бел мантил дел од вашите колеги го облекуваат или се облекуваат во политички костум? Па, во тој период... Што е интересот? Да. Па, интересот. Ако мислите личен интерес, не би рекол дека има некој личен интерес, бар јас немав. Се обидов да помогнам колку што можам во таа гарнитура, да кажам, тогашна наша на СДСМ, станавме пратеници од 2002 до 2006 година и тогаш успеавме да освоиме највише пратенички мандати. За жал, потоа ги изгубивме изборите и јас се вратив кај што ми припаѓам, да кажам, назад на матичната клиника, што посебно ме радуваше. А мотивот кој е? Па мотивот е да се помогне нешто и за општеството. Не значи дека докторите треба да бидат надвор од општествените текови. И мислам дека многу може да допринесат и тоа нам некои на разни позиции, не мора да бидат само на позициите од здравството, така да као и секој граѓанин, така и ние се вклучуваме во општествените текови, во политичките води. Меѓутоа сепак треба да си ја гледаме професијата. Во овој период на пандемија медицинскиот персонал даде се од себе за да се справи со оваа голема непознаница. При тоа преголем број на симпатии доби. И прочитав една анализа, вика партиите за победа номинираат медицински лица или професионалци во други области се со цел за да ги добијат или придобијат симпатиите кај граѓаните. Па не сте далеку од вистината, не само сега овој период на пандемија. Еве, јас ќе ви кажам моје лично искуство. Јас каде да се појавев на било кој митинг или на било кој собир на граѓани, јас бев препознатлив. И веројатно и партиите не користат нас како препознатливи личности кои имаат влијание, кои можат да обезбедат гласови на некој начин. Велите партиите ве користат вас за да придобиете симпатии, да. Дали понекогаш и ве злоупотребуваат на некој начин? Па, да. Може да се каже, меѓутоа реков јас немам такво искуство, јас никој не ме натера, јас сам се вклучив активно во политиката во тој период и сега сум вклучен до некаде, меѓутоа не е толку активно, а за мене можам да кажам дека никој не ме натерал, сам си ја одрав таа пратеничка, да кажам, професија во тој период. Иначе, сигурно дека има некакви уцени, некакви, можеби, присилно да се тера некој да застане некој препознатлив доктор кој има влијание. Веројатно има такви уцени. Кај нас немаше тоа. Ние имавме можности за председател да имаме доктор. Професор доктор Сашко Кедев за председателски кандидат. Па да, тој беше заедно, бевме во истиот состав тогаш, тој од ВМРО, ја од СДСМ, бевме пратеници, колеги, и тој одлучи да се кандидира практично, ВМРО да го кандидира за кандидат за председател, што за мене беше чудно. Меѓутоа, ете, и тоа се случи. И можеби е добро што некој од нас, од нашата фела, е бил кандидат за председател на наша република. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам, поведете и друг пат. Поштовани гледачи, тоа беше доктор Сашо Докчев, директор на урологија и шеф на тимот кој што ги извршува трансплантациите на бубреси. И покрај големиот број на атрактивни ски центри во државата, ниту старите се модернизира, ниту нови се праве. Македонија во најмала рака можеше да го искористи бугарскиот рецепт со инвестициите во Банско и Боровец,
каде македонските туристи годишно оставаат помеѓу 40 и 50 милиони евра. Идејата со ски центар на Кожув пропадна. Шарпланина е запустена, иако неодамна беше прогласена за четврт национален парк. Сега се промовира идејата за изградба на земски туристички центар, овој пат на Пониква. Дали овој проект е реален? Може ли да се реализира или е уште еден предизборен маркетинг? Сторија на Игор Стојанов. Ски центар на Царе Врв во Источна Македонија се најави како една од најголемите инвестиции во овој дел од државата. Преку 100 милионската инвестиција беше најавена на Фејсбук од страна на вице-премиерот Љупчо Николовски. Идејата е релативно стара. Физибилити студијата е работена во 2015 година, а дури денес, во предвечерието на локалните избори, се оживува идеја која опфаќа најмалку 3 општини во Истокот. Ако ние изградиме ски центар на Царе Врв, секако дека Каменица е во непоследна близина, ќе се испоистат капацитете кои што ги нуди Каменица, понатаму Крива Паланка, верувам и Куманово, значи тоа се растојанија кои не се толку големи и навистина сметам дека еден таков пристап може да го раздвижи целиот Исток па и пошироко. Ски центарот е иницијатива на Источниот плански регион и градоначалниците од таму. Од Источниот плански регион само кратко информираа дека се уште проектот е во фаза на разговори. Ски центарот е иницијатива на Источниот плански регион. Од таму коментираат дека овој проект не може да се смета дека е предизборно ветување. Кај овој вид на проекти вообичаено голема улога имаат владите и општините, затоа што основните работи треба да бидат средени од страна на јавниот сектор, како што е основната и пристапна инфраструктура, но и подготовка на основната документација, вклучително и мастер план. За жал, кај нас имаме пример кога еден сличен проект пропадна поради повеќе фактори, меѓу кои непостоење на соодветна инфраструктура, особено пристапна инфраструктура која е обврска на јавниот сектор. Земајки предвид дека скоро секоја година во Македонија има избори, секогаш може да се обвини дека се работи за предизборни ветувања. Во 2019 година Источниот плански регион заедно со Североисточниот поднесоа иницијатива за реализација на овој проект. Опозицијата реагира дека овој проект е дел од предизборната кампања на партијата на власт и дека се создаваат премногу ветувања. Не знам дали забележувате, меѓутоа целата македонска јавност и овде граѓаните на Кочани и Кочанско може да забележат дека економската пропагандна програма за локалните избори веќе започна и тоа започна како и секогаш со нереални, за жал и лажни ветувања. Онака како што во државата за жал имаме зголемена инфлација која што се должи на зголемувањето на цените на енергенсите, на горивата и на струјата, за жал пред избори се случува една инфлација, можеме да кажеме, на лажни ветувања. Во непосредни разговори кои што ги имав јас лично со вице-премиерот Љупчо Николовски, кој исто така имаше навистина големо разбирање за оваквата идеја, добив некои упатства да направиме одредени барања кои што ќе ги доставиме, односно одредени согледување како би фазите по кои би се одвивало целата ова работа, односно целата ова инвестиција. За таа цел заедно со Источнопланскиот регион направивме иницијатива и направивме неколку средби со стручни лица од Република Бугарија кои имат учествувано во изработката на студијата и секако на стручни лица, професори од Градежниот факултет во нашата држава. Инвеститорите не можат да се снајдат, односно не можат да го следат темпото на сето она што го ветува власта. Само да ве потсетам, градоначалникот Никола Чоилиев 2017 кога се кандидираше за градоначалник на општина Кочани, едно од клучните ветувања, она што можете да го видите на првата страница, беше гасификација на општините. Денеска нема ништо од таа гасификација. Во овој момент најважно е да се одважиме да ги оттргнеме локалните интереси, да дадеме интерес на она што се вика прав скијачки центар, а тоа ќе го направиме ако ние ја посматраме локацијата Царе Врв како една единствена локација и кога ќе ги имаме проектите, секако да седнеме и да се договараме и да разговараме за понатамошните постапки. Според изработената физибилити студија, ски центарот треба да чини околу 102 милиони евра. Овие средства општините тешко дека ќе можат да ги обезбедат. Ваков грандиозен проект беше најавуван и за планината Кожув пред 15 години. Денес тој центар не постои.
Јасно дебатиравме и разговаравме и јасно ја укажавме нашата желба за изградба на прав ски центар. И повторивме дека на нас втор Кожув не ни е потребен. Физибилити студиите се правени пред десетина години, денеска гледаме дека истите цени се предвидуваат, иако како што рековме постојат силни инфлаторни процеси на пазарот, како што е тројно зголемување на цената на железото, како што е зголемување на енергенсите, цената на нафтата. Меѓутоа, без разлика и на цената по која што ќе чинат изведувањето на овие проекти, ние мораме да признаеме дека тоа се големи инфраструктурни и капитални проекти кои што бараат и внимателно планирање, бараат ажурност, бараат координираност помеѓу повеќе институции, кои што за жал гледаме дека оваа власт заедно со градоначалниците им недостасува. Ако ја погледнеме студијата, таа веќе изградбата на овој скијачки центар секако ќе се одвива во две фази. Значи, според студијата, тоа значи дека ако ние успееме, дали владата, односно државата ќе влезе со финансиски средства да изградиме првата фаза, веројатно изградбата на првата фаза, ставањето во функција ќе овозможи и финансирање на втората фаза. Значи, можна е и таа опција која навистина е добра и може би треба да се земе во предвид. Меѓутоа, дали тие средства се доволни? Реков за почеток се повеќе од доволни, 100 милиона, ако тие средства се одважи да ги е во можност владата да ги одвои, тогаш значи навистина и изградбата на ваков скијачки центар е повеќе од реална и за очекување. Се наоѓаме на Пониква, местото кое што има единствено туристички капацитет во источниот регион. Одовде може да се види Царев врв. Таму треба наводно да никне најголемиот туристички капацитет на Балканот или барем еден од најголемите. Од ова место до Царев врв нема пристапен пат. Има земјен пат 25 километри кој што е потребно да се асфалтира. После завршување на документацијата, потребно е секоја од општините да изработи своја проектна документација за изградба на инфраструктура преку која што би се стигнувало до Царев врв. Според предвидената динамика, потребно е да се изработи идеен проект и проектна документација кои треба да чинат околу 500.000 евра. Физибилити студијата чинела околу 130.000 евра, пари од ИПА програмата на Европската Унија, а времето за кое се предвидува изградба на ски центарот е 10 години. Проектот е навистина грандиозен. Предвидува 36 ски патеки во должина од 60 километри, 9 жичари и 3 ски лифтови. Ако овој проект се реализира, ќе биде во топ 5 ски центри на Балканот. Ако не се реализира, ќе биде втор Кожув. Моите вечерашни соговорници не се ни први, ни последни кои заминале во Соединетите Американски држави и кои се придружиле на големата македонска колонија на иселеници. Таа е оперативен менаџер на Рокфелер универзитетот. Тој е асистент професор на универзитетот во Мичиген. Во Соединетите Американски држави заминале пред речиси 20 години. Во ова издание на Трилинг мои соговорници се Станка Шемова и Јован Камчев. Добре дојдовте во емисијата. Добро ве нашле. Господја Шемова, на почеток, кои беа мотивите и причините да заминете од Македонија и низ какви се искушенија моравте да поминете во изминативе години за да стигнете до она што денес сте? Да. Значи, имам завршено хемија на природно-математички факултет на крај на 90-те години, средина на 90-те години. Тешко беше да се најде работа, не можев да најдам и решив да заминам во Америка. Среќа, татко ми беше во Америка, ме повлече, значи на крај на 90-те години. Тој е она првата генерација што биле и отишле во Америка, имале предисвик со јазик, значи он не коренот што го пуштил, али јас кога отидов, морав да се запишам значи на школа, да довршам школа, на постдипломски сум запишана, прве работев секакви работи, додека дојдеш до статус, додека научиш јазик, имаше предизвици, значи првите 2 години бев сама, додека се снајдов, после го донесов син ми, он беше 9 години, значи се запишев на постдипломски, почнав од Колумбија универзити, преминав на Корнел, стигнав до Рокфелер универзити, поминавме низ многу тешки периоди, самохрана мајка, значи живеам цело време на Манхетан и имаше доста тежок период, али ако сакаш и ако се може, Америка дава шанси, значи ако си способен, ако учиш и можеш да постигнеш
добар резултат. Колку се точни информациите до кои дојдов дека сте заминале откако од државата, откако не сте успеале или не сте добиле работа? Не добив работа. Ако бидеме поспецифични, не можев да добијам работа, затоа што во тој период требало некое скопско жителство да имам, јас сум од Кавадарци, така да немаше никакви шанси да добијам работа во Скопје. И бев принудена да излезам од Македонија, да. Не сакав да се вратам во Кавадарци, сакав да остварам нешто повише, али замина во Америка. Очигледно да не кажам, Скопје не ми даде шанси. Господине Камчев, вие сте по професија хемиски инженер. Што всушност е опус на вашето истражување во Соединените Американски држави? So our research really is motivated by this global issue of clean water and clean energy. There's a lot of researchers today in the United States and also around the world that do work on the energy side of things, but a lot of focus has not been given to the water side of things, and that's where my group really tries to focus. These two sources are really related. So water and energy are related in the sense that you need water to make energy. So in the United States, we mainly use thermoelectric power plants to generate electricity, and these are the biggest users of clean water in the United States as well. And then the opposite is also true. If you need clean water, you need energy to purify it. So that's really where we work. We try to develop new types of methods or new types of materials to try and purify the water in an energy efficient way. And this is something that we work with that are called membranes. So these are, you can think of them as filters. They can filter particles that are present in water based on their size or based on how fast they can move inside of these filters. So really we focus on the chemistry, the physics, the engineering, and we try to first of all understand how these things are happening at the molecular scale, and then try to make better materials for a lot of new applications that are coming out in water treatment and then energy storage and energy generation as well. Дали ова високонаучна истражувачка работа е повеќе применлива во индустријата или можеби во медицината? So these types of materials that we worked with, they're polymer membranes. They are actually used in a lot of medical applications too. For example, dialysis, your kidneys. They're used also for pharmaceuticals like drug delivery. But our focus is mainly on the industry of water purification. So that's our subspecialty in our group is we try to look for ways to make better membranes so that we can purify water on a very large scale. Ова е време на нанотехнологија. Какво е сврзното ткиво помеѓу овие научни истражувања? Yeah, that's a very good point. Nanotechnology is extremely popular right now. We are also focused on nanotechnology or on the nanoscale. So all of the contaminants in water that we're focused on, things like ions, like you mentioned, water molecules, toxic species like pharmaceuticals, these are all smaller than 1 nanometer. So we are dealing with things that are on the nanoscale, and so we have to engineer materials on the nanoscale to try to separate all of these different components, maybe recover something that's valuable and then throw away something that's costly or something that's toxic. Влеговте меѓу 50 најдобри истражувачи на сите универзитети во Соединените Американски држави. Кој е рецептот за успех во Соединените Американски држави? As my mom mentioned, really it's hard work. There's always a little bit of talent, some natural ability, natural curiosity for scientific endeavor, but really it's hard work. And that's something that you might hear as a theme between our conversation is that in the United States, hard work is valued above anything else. So as long as you work hard and you can outwork the person next to you, then you will get the opportunities and you will succeed. Госпоѓа Шимова, како е да се биде оперативен менеджер на таква престижен универзитет како што е? Рокфелер е еден од најдобрите факултети, имаме 24 Нобелови награди, да не кажам секоја трета или четврта година добиваме Нобелова награда. Научното истражување е на многу високо ниво и задоволство ми е да работам со најдостижни научници. Не знам, мислам, задоволство ми е што сум таму во таков престижен факултет. Господине Камчев, како во Соединените Американски држави се регрутираат искусни, квалитетни кадри? Не само од вашата област, туку генерално.
there's a lot of talented people, and that's one of the beauties of the country is there's a lot of diversity and a lot of talent, a lot of students that come from overseas, places like Europe, Asia, Africa. It's really, you get to meet all of these different brilliant people. And again, as long as you're hardworking and as long as you have that ability to really succeed, you just have to apply to the university. You have to apply to be in a research lab. And normally the people that are behind the application, they will recognize your talents, your hard work, your intellectual ability, and you will get an opportunity. There's very little politics currently in the United States, which is something that allows everybody to really succeed. Дали на некој начин во ова време на нови предизвици доминира хемијата, физиката, биотехнологијата? Excellent question. So I think all of these fields have to combine together to solve the problems. Pretty much everything starts at the physics level, and then you climb up and you reach the chemistry level. That's where you can manipulate molecules to make, for example, vaccines like the ones that we need. Then when you go to the next level, which is more, let's say, engineering or biotechnology, that really takes what happens in the lab. So somebody had to have developed this vaccine on the very small lab scale. Then how do we distribute it to 4 billion people around the world? That's when engineering comes in. And so it has to be a collaboration to really tackle challenges like the global pandemic that we're experiencing, and then all of the other challenges that deal with our health and environment. Во Соединените Американски држави, споделени одредени податоци, неколку милиарди долари годишно се инвестираат или се издвојуваат за научно-истражувачки анализи. Дали тоа значи дека во Соединените Американски држави акцент се става на истражувањата? Да, се става на акцент, али да, значи има различни грантови. Тука не сакам да завлегувам многу во политика, али, например, зависи и од председател. Кој председател е на влада, дали повише ќе даде пари за наука и за истражување, али углавном има многу пари. Има и приватни фондови, значи многу се става акцент на истражување. Во Соединените Американски држави се форсира тезата на процентуална застапеност. Има ли предрасуди во Соединените Американски држави? Yeah, so in the United States, if you're following what's been happening in the United States in the past year or so, there has been a lot of attention given to racial issues. So there are basically two extreme radical sort of parties that are going against one another on these racial issues. But as far as I can tell, it hasn't really pervaded academia very much. So we try to sort of block all of that noise out. My group is very diverse. I have students from places like Cuba, places like Mexico, and so we all work together and we really appreciate each other. And I think that's true for all of academia. So those issues aren't really there. But in a lot of your everyday life in the United States, there are a lot of these issues that keep coming up, and it's getting more and more pronounced. Дали научно-истражувачките процеси во Соединените Американски држави, дали имате некакви конекции со Македонија во однос на размена на информации или истражувачки проекти со Македонија? Right now, I don't have any projects international, not just for Macedonia or international, but it's definitely something that I'm very interested in doing. I know that whenever I come to Macedonia, you feel that this is really where I was born and where I came from. So it would be nice to be connected as I progress through my career. So if that's an opportunity to work together with somebody or maybe have some sort of an exchange program, I'm very, very happy about that. Господја Шемова, на крајот од разговорот, 24 години, 25 години сте излезени од Македонија. Дали некогаш сте се запрашали или можеби сте си рекле што ми требаше ова да заминам од Македонија? Се каете понекогаш? Па не баш. Не се каам. Мислам, мило ме каде што сум и не верувам дека во Македонија можев да го постигнам тоа што го постигнав во Америка. Господине Камчев, би дошле да работите во Македонија? That's a good question. I'm very, very familiar with the system in the United States, so it would be a very big learning curve. But I think the answer right now is no, because I don't really understand how academia works in Macedonia. But I have heard there are other Macedonians who are in academia in the United States,
and they all, they tell you that they leave for some good reasons. For example, funding is one, where my mom mentioned that in the United States there's a lot of opportunities to get money to do research, because really it takes a lot of money. And it seems like, based on my conversations with other Macedonians in America, that there's not a lot of that opportunity in Macedonia. So that's why there's a good amount of students who are leaving the country, I think, and then putting their roots down somewhere else. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам што не поканивте. Поштовани гледачи, тоа беше Станка Шемова и незиниот син Јован Камчев, кој речиси 25 години живеат и работат во Соединетите Американски држави. Врни светски имија, но и македонски уметници со светско реноме на овогодишното 61-во издание на Охридско лето. Мојот соговорник е пианист. Повеќе од 15 години живее и работи во Германија. Дел од периодот го поминавме заедно. Јас додека учев гимназија во Германија, поточно во Келн, додека беше на Келнската академија по изучување на пијано. Тој е еден од моите гости во ова издание. Тој е Дарко Костовски, пианист чие име далеко се слуша, не само во Европа, току и пошироко од границите. Добре дојде за Дарко Костовски од Бон, Скопје, во пресрет на концертот во Охрид. Ти благодарам многу, еве што спонтано се случи да направиме заедничко интервју. На 23 јули во Света Софија имам солистички рецитал, каде што после негде околу 3,5 години повторно ќе настапувам на нашата македонска сцена и големо задоволство и чест ми е повторно, да настапам на Охридско лето, после долги години. Костовски, поголема трема имате кога настапувате пред вашата, односно македонската публика, или кога сте на светската сцена? Посебно е чувството, кога настапувам на домашната сцена, бидејќи тука ги направив моите први почетоци, имам многу драги колеги од сферата на музиката, така да со голема чест и посебна емоција сигурно ќе го проследам концертот. Костовски, во еден ваш јавен настап велите музиката, пијаното е мојот живот, мојата работа, од која нема бегање. Да, јас на многу млада возраст заминав. Бев на 13-14 годишна возраст и бев примен на Музичката академија во Келн како најмлад студент. Првите 2 семестри, потоа продолжив како со 16 годишна возраст на нормални студии и во раните музички почетоци тука во Македонија имав голема подкрепа од големи музички професори кои што тука исто ме негуваа, потикнуваа да продолжам исто со музиката, со пијаното, така да заминувањето за Келн беше
исто потикнато од мојот многу драг професор Арбо Валдма, кој што беше мој ментор таму и долги години, мислам, бев во неговата класа и таму завршив и магистратура и постдипломски студии, така да подолг живот веќе сум во Германија отколку во Македонија. Косовски се сеќавам 96-95 во времето додека јас престојав во Келн, речи се секојдневно бев присутен во музичката академија во Келн. Покрај вас таму беше во тој период Илинка Манова и уште плејада на неколку македонски пианисти. Меѓутоа сите вие сте раштркани низ светот. Да, значи имав не бев само јас заминат исто тогаш од Македонија и моите драги колеги Илинка Манова, која што моментално се наоѓа во Њу Јорк, Калина Мрваска, која што беше во Хамбург, па сега е исто во Соединетите Американски држави, Хајди Ерзесер, која што живее и твори во Детмолд, Марија Пендева, која што твореше исто во Келн, замина за Мадрид. Како е да се работи во Германија во ова време на пандемија? Нема концерти? Па искрено да ви кажам, имаше големи рестрикции од германската влада за време на ковид кризата во Германија. Еве последните 15 месеци. Првите, значи, театри, културни институции, филхармонии беа целосно затворени и дури допред неколку недели почна првите естрадни музички сали да ги отвараат, театрите се се уште затворени, така да беа доста рестриктивни германските власти во одлуката, нели, помалце културни настани, со тоа што ние бевме како музичари, како уметници, прилично хендикепирани од таа страна, но од друга страна имавме и, како да кажам, не бевме целосно оставени, него имавме исто и... Државата водеше грижа за вас? Точно, да, имавме поддршка финансиска од државата. Македонското пијано надалеку се слуша? Па, јас мислам дека да, затоа што Охрид со фестивалот е еден од бисерите на фестивали кои што се европски со посебна традиција, со големо име, така да доаѓаат врвни светски уметници кои што гостуваат и е еден од тие фестивали кои што го има својот, како да кажем, имидж на врвен фестивал. Пред неколку години имавте и настапи со вашата колешка виолинистка. Да, покрај нели солистичкиот дел кој што го творам, имав одлична соработка со мојата драга колешка Лиза Марија Шуман, која што е врвен виолинист и имаме се уште одлична соработка, така да камерната музика е исто посебен дел од музицирањето, каде што едноставно се чувствувам како вистински уметник. Преферирате повеќе соло настапи или можеби со филхармонија?
Секој настап си има своја посебна тежина. Камерата музика е различен вид на музичко творење. Свирењето, концерти заедно со филхармонија е исто одлична можност за секој музичар да го покаже тоа што најмногу го знае. Така да, но сепак сега бидејќи настапувам на Охридско лето со солистички рецитал, солистички концерт, тоа е исто еден вид на перфекционизам кој што како секој уметник еден од најтешките моменти кои што, да кажеме, мора на сцена да се покаже, така да не би рекол дека посебно солистичкиот дел ми е, да кажеме, поважен отколку камерното музицирање. Почитани гледачи, со нотите на Дарко Костовски, македонскиот пианист кој ќе има свој настап на Охридско лето, непосредно во време кога ќе се емитува ова интервју. Го завршуваме и ова издание на емисијата Трилинг. Довидување за 7 дена во исто време, петок, 18 часот и 15 минути.